Стартни 80.000 денари по стоматолошка ординација и преговори со Фондот за здравствено осигурување, бараат стоматолозите од Македонија. Тие викендов имаа собрание на Сдружение на приватни стоматолошки установи, откаде на пресконференција беа упатени нивните барања. Сметаат дека покачувањето на капиталниот бод по нив нема никакво значење, поради тоа се држат до барањата, кои се дел од нивната платформа. Ние по платформата се трудиме да добиеме нов финансов модел, да дојде до покачување на вкупните финансиски средства во стоматологијата. Од некаде 599 милиони на 1 милиарда и 400 милиони динари, со што би се остварила една битна определба од платформата, а тоа е секоја приватна установа да добие стартни 80.000 денари, а понатаму скалесто во зависност од трудот и опремата кои ги имаат колегите да добијат и повеќе пари, велат лекарите од Сдруженијето на приватни стоматолошки установи. Лекарите велат дека досега се игнорирани од Фондот за здравствено осигурување, иако сметаат дека и тие треба да бидат вклучени во преговорите како Сдружение на стоматолози. Досега фондот, од нему познати причини, не игнорираше и по испратени повеќе писмени дописи, не препраќаше тоа да го направиме преку овластена стоматолошка комора. Ние сметаме дека нашата платформа, која е плод на една длабока анализа и во која се инкорпорирани барањата на колегите од цела Македонија, треба и ние како Сдружение да бидеме легитимен представник и да добиеме преговарачко место на преговарачка маса со фондот. Немаме ништо против тоа да го прави и нашата стоматолошка комора и доколку тимот, кој е преговарачки, доколку има исти разбирање и сваќање како и нас, тогаш сме на добар пат заеднички да ги оствариме нашите интереси, нагласуваат од Сдруженијето на приватни стоматолошки установи. Оттаму апелираат до институциите да не им даваат партиска боја на стоматолозите кои се дел од Сдруженијето, бидејќи единствената нивна боја е белата.